Очекувам позитивен извештај на Европската комисија за Македонија, изјави во Брисел европративникот и известувач за нашата држава Зоран Талер по средбата со премиерот Груевски во македонската мисија. Собраниските инциденти и застојот се минато, работете на прашањето на името, порача Талер. Моje očekivanja su dobra, jer Makedonija je puno uradila, čak je i krizu prebrodila verovatno bolje nego neke zemlje u regionu ili u Europi. Tu ne vidim problema. Svi vide problemu, onom znanom velikom problemu, gde isto mislim da Makedonija mora biti što aktivnija. Makedonija je, nažalost, slabija strana u tom sporu. По острата изјава за фамозната 95-та, Талер денеска многу поумерен, вели, пораката ја пратил за да Македонија не си го влошила имиџот пред Европската Унија и вице-премиерот Наумовски оптимист за содржината на извештајот. Очекуваме Европската комисија ова година да објави еден објективен извештај. Одлуката за почеток на преговори ја носи едно друго тело, не македонската влада. Наскоро едночасовната средба со петмината европратеници тие се интересирали и за напредокот на Македонија во спорот со името со Грција. Името било неизбежна тема и на средбите на Груевски со Меркел, Ромпуј, Мартенс и Дал на маргините на средбата на лидерите на европските партии. Добиле ветување дека Македонија останува посветена на изнаоѓање заеднички прифатливо решение. Попладнево, Груевски се сретнува со еврокомесарот Фуле во Европската комисија. Името и реформите се очекувана тема на разговорите со Фуле, кој пред 6 дена се сретна и со председателот Иванов. И покрај присуството на Папандреу на средбата на Европската левица, во Брисел нема да има седма билатерална средба со Груевски. Двајцата премиери со ова ја прекина воспостановената практика. Ова е прв пат од ноември 2009-та Груевски и Папандреу да се наоѓаат во еден ист град и на еден сличен настан, а да не се сретнат. Информациите велат дека се остава простор за најавената средба во Њујорк. За дневникот на Сител во Брисел, Љупчо Цветановски.